Добро вечер и добродојавте почитувани во новото издание на магазин за Томич, петок 13. Но не е полна, да речем, суеверието, напротив, петок 13 ни носи прекрасна програма, прекрасна емисија, која ќе ја реализирам со мојата ценната екипа. Тоа е Кристина Томич, мојот главен продуцент и дизајнер на овој проект, Ивана Алексовска и Огнен Димовски, мојата најблиска екипа, и секако чест и задоволство ми е да представам госпоѓата Оливија Димова, професионален преведувач од компанијата Констант Скопје, и благодарност до Жан Станоевски. Вечерашната емисија, почитувани, ќе го задржи вашето внимание во овие 60 минути. Зошто? Затоа што имаме вистински гостин кој ќе ви даде одговор на за се она што вие го сакате, вие го очекувате како одговор на прашањето што е тоа што се случува на светската политичка сцена, особено кога станува збор за Соединените Американски држави. Во интерес на времето, бидејќи секоја минута и секунда ми е битна, ќе говориме, рекоме, за транзицијата на американската администрација, а гостин ме Арон Бергер, геополитички аналитичар од Лос Анџелес, и ќе реализираме емисијата на англиски јазик. Welcome and again, Mr. Berger. Добре дојдовте повторно, господине Бергер. Благодарам што ни се придруживте вечерва на вечерашната програма со мене. Благодарам, господине Тонича, задоволство ми е што сум овде со вас. Би сакал особени искрени поздрави да кажам на амбасадорот Зоран Табич и нашиот добар пријател, министерот Григор Ташковиќ. И исто така сакам да... Also, yes, I like also to say the first one for Macedonia, Merry Christmas, but at the end of again, I will reply of my edition. Also, my best regards to our friend Gligor Tashkovic, our minister who was in formal government. And by the way, I like to add something, what is very, why I'm happy also, because Macedonia are again returned the page of the strand investment in Macedonia. Today, starting the new factor about battery. It's very good information because this political weather again returned the hope, because in past 7 years we was really surrounded with politicians who really have a real plan how to solve the problem in the state. By the way, the crucial point was how to change the name, etc., and to make some confusion in the state. But however, I'm happy to talk with you again because, Aaron, how I say, we are again together, or almost after 1 month. A new change environment in the United States. In 1 month, Mr. Donald Trump will become the head of the country. Thank you, Mr. Tomic. Here we saw ultimately democracy at work. People can be upset. Конечно заживеа, ги видовме резултатите, но добрите вести се дека гласот на народот се слушна, но на крајот останува и двете страни да обезбедат нивните гласачи да излезат на гласање. За жал тоа не излезе на добро за Демократската партија. За жал се стави премногу акцент на прашањата на социјална правда, која што се чини дека не наидоа на подршка кај редовните американски гласачи. Но тоа не беше доволно. Ние видовме по изборите дека имавме две важни прашања со кои беа загрижени луѓето, а тоа беа економските прашања, како и нелегалната миграција во САД. За жал, Демократската партија, додека иако има политики кои беа насочени кон ова, навистина не зборуваа за истите и
не беа до тој степен или не беа толку зачестени како што тоа го направи Доналд Трамп. Како што видовме секој пат кога Доналд Трамп ќе излезеше на бината, секој пат зборуваше за економијата и како тој беше свесен дека обичните американци страдаат, дека цените за храна и за бензин беа поголеми и знаеше дека е потребно народот да сепак да купи храна и да стави на маса. Во неговите зборови имаше и контроверзни зборови поради самиот факт што и Демократската партија и заменик председателот Харис не зборуваше доволно за ова и не покажа колку е далеку Демократската партија од тоа што на граѓаните сакаат да го слушнат или очекуваат да го слушнат, или за оние работи кои им беа најважни ним. На крајот на денот, тоа се веројатно коментарите што би можел да ги дадам за ова прашање. Но ние сме многу среќни што имавме мирни демократски избори, немаше насилство, многу луѓе очекуваат да видат насилство и сме благодарни за тоа. Да, тоа би биле моите коментари. Арон, дали сметаш дека Трамп во вториот мандат ќе ги искористи искуствата и научените лекции во водењето на државата и на администрацијата? Кои беа неговите добри и лоши страни што го бележија неговиот претходен мандат? Што мислите, кои работи би можел тој да ги поправи во предстојниот мандат, а кои не? Во првиот мандат на Трамп направи многу контроверзни работи во однос на имигрантската политика и многу луѓе се запознаени со оние прашања кои беа во негова корист во текот на неговиот прв мандат, но неговите ставови околу Кина од гледна точка на САД, да го затвори трговскиот јаз и да направи сојуз за извозните стоки и се што направи Трамп во првиот мандат не беше доволно добро. Иако јас не се согласувам сосема со некои од емигрантските политики кои што ги има Трамп, има одредени прашања кои треба да се разгледаат и американските граѓани сметаат дека треба да се разгледаат. Во голема мера ние сме свесни дека Трамп сакаше да направи нешто по прашањето на емиграцијата, а исто така неговото зајакнување на односите со Кина од гледна точка на САД беше позитивна работа. Кои се научените лекции од оваа администрација? Очекуваме тоа да биде предизвик. Ако го погледнеме Конгресот во САД, гледаме дека Трамп има дури и помалку една маргина кај републиканците во домот, во долниот дом, и дека тој има само 2 места и дека тоа ќе биде многу тешко да ги придвижи работите, затоа што избраниот председател направи голем притисок за да ги затвори неговите политики во првите 100 дена од неговиот мандат, кој ќе започне следниот месец. Ние треба да видиме кои се лекциите кои председателот и неговиот тим ги научија од претходниот мандат, но очекувам дека сите треба да се согласиме дека Америка треба да биде на подобра позиција од претходно. Се разбира, нашата економија е во
добра состојба и очекуваме голем просперитет за сите американски граѓани. The American people Дали американскиот народ на вистина верува и посакува Америка да биде повторно голема, што патем имплицира дека тоа веќе не е. dignity of Дали достоинството на малиот човек во Америка е навистина повредено how the Trumps и како поддржувачите на Трамп мислат дека тој ќе го заштити. So, in the United States, there is Во Соединените американски држави постојат голем број на бариери кои може да ги забележиме, например разликата помеѓу она што го нарекуваме са средниот дел на Америка и крајбрежниот дел. Елитата на крајбрежјето, тоа се обично гласачи за Демократската партија кои во главном живеат на крајбрежјето на САД. Тоа е Калифорнија, Њу Џерси или пак државата Вашингтон. Но тоа не важи и не се однесува на сите. Имаме и црвени републикански држави, но постои една културолошка поделеност помеѓу овие две полиња во Соединените американски држави. Кога зборуваме за американските граѓани кои што се заборавени или тоа е централниот дел на Америка и дека малиот човек во Америка е занемарен, тука сте во право. Имаме градови како Њу Јорк и Лос Анџелес кои имаат големо внимание, гледаме колку се тие неверојатни големи извонредни, но имаме одредени делови во Америка каде што состојбата е сосема спротивна, каде што квалитетот на водата за пиење е многу лоша. Во градот Комплит во државата Мичиген имаше исцедок во водата за пиење кој предизвика здравствени проблеми и ментални проблеми за децата кои растеа во овие заедници. Иако тоа се случува во Америка, тие граѓани се чувствуваа како запоставени. Се разбира дека има и луѓе за сите граѓани кои гласаа за Трампа, ќе се обиде да ги заштити, да го подигне стандардот на живот, но за жал за председателот има една многу мала маргина во претеничкиот дом која што ќе треба да се надмине. Освен тоа, во Сенатот, иако републиканците уживаат една значајна предност во Сенатот, ние сме свесни дека не сите републикански сенатори се на исто мислење или се согласуваат со политиките со Трамп, што се покажа точно во неговиот прв мандат. Една од лекциите кој што Трамп ја научи и треба да обрне внимание ова како да гради коалиција во рамки на неговата политичка партија со цел тој да преговара со луѓето кои што има различно мислење со цел да ги усвои законите и да биде успешен во тоа. Ако не ги усвојат законите во Конгресот, тоа може да има негативно влијание и да се одрази на следните избори во Соединените американски држави, како и на понатамошните избори. Да бидам искрен, демократите како да беа изненадени од победата на Трамп. Од друга страна, републиканците цврсто веруваа во него и во неговиот избор. Но сепак не со толкава разлика. Може ли да се каже дека Трамп ја прегази Харис? Дали Трамп имаше извонредни потези или Харис направи премногу грешки? Да, се согласувам со вас по ова прашање.
Конечно, ова не е прашање на тоа дали некој направил многу грешки или премногу, доволно е да направат една грешка повеќе од колку што е потребно. И исто во кампањата на вице-председателот имаше позитивни страни, организацијата на кампањата беше многу добра и како ти ја создадоа коалицијата, проблемот е дека за жал не се фокусира на економските прашања, на прашањата со миграцијата во САД. И сега гледаме дека избраниот председател Трамп посвети многу внимание на тоа. Значи, тоа го гледавме во поделба на гласовите, на гласачите кои што ги променија, значи, своите гласови од 2020 до 2024, како што гледате, на некои од овие места се гласаше за Бајден, но тие го променија нивниот глас во корис на Трамп. Може да гледаме дека тие гласачи доаѓаат од тој централен дел на Америка и тие сакаат да слушаат за решенија за економските прашања, очекува повеќе од заменик председателот Харис и во некои случаи, значи, кандидатката не се осврна на овие прашања, но председателот Трамп го направи, затоа луѓето гласаа за него. Ситуацијата ќе беше поинаква ако гласачите не гласаа за ниту една од партијата. Меѓутоа гледаме дека овие гласови, значи, преминаа од Демократската партија кон преминаа во корис на Републиканската партија. На крајот на краиштата сметам дека пораките беа најлошиот елемент во кампањата на Харис, а тоа беше најдобриот елемент во кампањата на Трамп. Скоро речиси не е важно дали вие ќе соберете повеќе средства од другиот кандидат, го видовме тоа од 2016, го гледаме се од 2024, каде со кампањата на Харис собра повеќе пари во однос на кампањата на Трамп, но комуникацијата беше многу подобра со Трамп и тој допре до многу повеќе американски граѓани. Вечерва ќе зборуваме за американска администрација и незината традиција. Денес е 13 декември и имаме 38 дена за официјалната транзиција и стапувањето на власт на господинот Абдали. Господине Бергер, дали сметате дека американскиот народ верува дека Трамп е миротворец кој што ќе доведе земјата во мирни води и кој активно ќе делува на смирување на светските војни жаришта? Дали сметате дека американските граѓани направиле грешка во тој поглед на 5 ноември? Јас сметам дека има многу надеж за Трампа, за неговиот следен мандат. Сметам дека ќе има една мирно допско транзиција и во започнувањето на неговиот мандат. Тоа сме го виделе во изминатите години и јас сум уверен дека ова ќе продолжи и оваа година. Некои може би ќе упатуваат на 6 јануари 2021 година, но на крајот тоа не влијаеше на оваа транзиција и со ова прашање се справивме на соодветен начин и во овој момент имаме функционална демократија. Сметам дека ќе продолжиме со ова типично американска традиција.
Освен ова, една причина зашто Трамп беше избран за председател е дека американскиот народ не беа задоволни со прашањата на меѓународниот план, со војната во Украина, со Израел, со Хезболака и се разбира и со настаните во Сирија, допринесоа многу да се зголеми оваа забуна. Значи, Соединените американски држави имаат големо влијание врз глобални настани, иако сакаме, значи, да ги насочиме настаните во некој правец, Соединените американски држави може да го направат тоа, но проблем е дека Соединените американски држави не може да делуваат самостојно, потребна ни е меѓународна соработка со цел да обезбедиме дека постои една стабилизација на непријателствата. Ако сакаме да постигнеме мир, не сакаме да повторно да се навраќаме на војната, сакаме тој мир и мирнодопски период да трае и да продолжи да трае. Најголемата надеж за предстојниот председател е дека тој ќе може да работи со нашите меѓународни сојузници за да обезбеди дека овој траен мир ќе биде воспоставен и ќе се одржи на Блискиот исток, како и поврзано со другите прашања кои може да ги очекуваме во следните 4 години. Во Македонија постои мислење дека за време на владењето на републиканците сад поправилно не инклинираат кон подржување на воени судери во светот, додека за време на владење на демократите тоа е обратно. И како по правило е малку зачинето со економска, социјална или политичка криза. Дали може да додадете нешто за ова прашање? Јас би рекол дека од моја гледна точка и републиканците и демократите се повеќе за една меѓународна интервенција, може би поинаку пристапуваат на прашање, меѓутоа реагираат може би на посличен, отколку различен начин во минатото и двете политички партии, значи беа за штрајкови во одредени места. Имаше многу прашања каде што Барак Обама исто така испрати воени сили, како што Џорџ Џуниор или како што испрати председателот Клинтон или Џорџ W. Буш пред него. Не би рекол дека една политичка партија е повеќе инклинирана кон воени интервенции, а друга не е. Јас само би рекол дека една од причините зашто граѓаните гласа за председател Трамп овој пат е да ги намалат воените интервенции од страна на Соединените американски држави низ светот. Тука тоа го гледам тоа дека прашањето на Украина и Блискиот исток и воените жаришта таму беа прашања за кои граѓаните беа загрижени. Од моја гледна точка, комуникацијата и наративот на избраниот председател содржите се покаже помал отпечаток на САД во текот на неговото председателство. Тој имаше таква комуникација кога победи прв пат на изборите. Но исто така изведе и штрајк со дронови, дури иранскиот водач беше убиен.
или може да очекуваме помала воена интервенција од една или друга политичка партија. Значи, не знаеме дали тоа ќе биде случај. Значи, господин Бергер, денес е петок 13, јас не сум суеверен, но сакам да споменам нешто. Би сакал да предложам да направиме кратка пауза и мислам дека ќе ви се допадне мојот предлог. Тоа е, значи, една детска успевна песна. Одиме со прекрасна Liz Wright, Lullaby of the Birdland, кој ќе се допадне вам. И се враќаме веднаш во студиото. Lullaby in birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell or goodbye, lullaby in birdland, whisper low, kiss me sweet, then we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell or goodbye, lullaby in birdland, whisper low, kiss me sweet, then we'll go flying high in birdland, high in the sky up above. And it's all 'cause we're in love. Lullaby in birdland, kiss me sweet, lullaby in birdland. Lullaby in birdland. Lullaby in birdland. Да, ова прекрасна музичка номера, наистина ја посветам на еден прекрасен пар во Вашингтон, македонци наши, и знам дека ќе им се допадне мојот избор. Ние продолжуваме, како што кажав, нашиот соговорник е директно од Лос Анджелес, тоа е Арон Бергер, геополитички аналитичар. Сигурен сум дека го задржа вашето внимание. Благодарам многу на целата екипа, како што реков. Оливија, немам зборови, навистина прекрасно оди преводот, тоа е Оливија Димова, преведувач од компанијата Констант, Скопје, и заедно со Жан Становевски. We can continue. Do you like this song, which I prefer to be
one break. Oh, thank you. Yes, I feel very much at Да, ми се home, допадна there. And so песната што ја I пуштивте, appreciate се the чувствувам song, како дома. Ценам jazz is многу што го very пуштите treasured, тоа. kind of Музиката, music here џез in the United музиката States. And so е многу thank you for драга sharing that with us. и I hope благодарам that your viewers што also very го much поделивте enjoyed ова со нас и очекувам дека вашите гледачи уживаа во истото. Па тоа е еден мој подарок за еден млад брачен пар во Вашингтон ДС и мое задоволство беше значи да ја пуштам на петок 13. Дали вие сте суеверен? Не, јас сум човек на науката. I'm very certain in Јас навистина the сум things that I study and calculate. сигурен And so, и сакам although да ги I'm проверам familiar with нештата, superstition here in the сум United студиозен и States, темелен, се разбира и многу различно од суеверието кај други граѓани, значи во САД. Will go smoothly and ultimately Дали сметате дека транзицијата ќе се одвива out значи President Biden лесно have called и во крајна линија во интерес на државата, да некои потези на председателот во заминување Бајден предизвика изненадување во Европа, како на пример давањето дозвола на Украина да искористи американски проектили со голем домет. Дали е тоа политички коректно одлука да се прават вакви крупни политички одлуки и да се носат при заминување? Тука би ги сврстали и огромните финансиски суми ветени на Украина без реален председателски легитимитет. САД не е држава што лесно го менува курсот одеднаш за 180 степени, но многумина оценуваат дека ваквите потези на Бајден имаат за цел што повеќе да му го отежнат мандатот на Трамп, не водејќи сметка за интересите на американскиот народ. Повелете. well, I'll say this. So, Јас би го рекол следното. Пред се, I'm not. I don't have any јас special information. немам I'm not некои advising the president, so конкретни everything that I'm информации saying right now и is, поврзани со председателот, just се my што кажувам analysis. сега се должи на моите анализи. You know, I wouldn't say Но that не this би is рекол exactly дека a се работи 180 за еден change. пресврт од 180 степени. Соединените американски држави дава подршка на Украина во текот на овој конфликт веќе подолго време и помалку ја зголемува и помашта на што ја дава на украинскиот народ. Дозволата да се користат проектили со долг домет и таа одлука сега тоа е една временска рамка која што викаме на едно председателство кое е веќе во залез и сметам дека разбирам дека ова може да се протолкува како еден личен потез против Трамп, но можеби ова ќе му даде на Трамп малку повеќе шанса за преговарање кога тој ќе го изнесе ова прашање за завршување на војната помеѓу Русија и Украина. Сега украинците имаат една дополнителна предност која што тие ја искористија и тоа помага да се постават украинците на едно друго ниво, во една поинаква позиција за преговори со русите. Како што споменав претходно, ќе зборуваме за подолгорочен мир. Ако постои крај на непријателствата и војните конфликти, мора да бидеме сигурни дека тој мир ќе биде долготраен или ќе трае што е можно подолго. Најдобар начин да се осигураме дека е тоа така е дека преговарачите за овие војни значи мора да бидат правични и од двете страни со цел да се осигураме да не
Имаме деволуција на враќање назад од како ќе се воспостави тој мирнодопски договор. И Трампа може да преговара кога ќе започне со неговиот мандат и тој беше навистина засегнат да се воспостави мир помеѓу Украина и Русија и тоа само по себе не е негативна работа и наспроти стравувањата на одредени луѓе и изјавите што ги направи председателот Путин, заканувајќи се дека би лансирал нуклеарни оружја против Украина, мислиме дека тоа нема да се случи, иако им е дадена можноста тие да ги користат овие оружја со долг домет. Сметам дека тоа нема да доведе до ескалација на конфликтот и дека тоа ќе му даде на председателот Трамп подобра преговарачка позиција, што претходните председатели не го направија. Господине Бергер, се разгоруваат се повеќе конфликти на Средниот Исток, Израел, Хамас, Иран, Хезболах, Либан и сега дури Сирија. Дали комплексниот развој на состојбите што следат во Сирија би имале капацитет дополнително да го потпалат регионот заедно со милитантните групи, терористичките организации како што се ИСИС, Даеш и нерешеното курдско прашање и односот со Турција. Како и со сите големи промени на Блискиот Исток, сметам дека ова ќе влијае на состојбите во регионот на повеќе начини и дека тоа може да потпали разгори одредени чувства, турците кои што сега се насочија против курдите, израелците кои што отидоа во долината Голан од стратешка гледна точка е разбирливо или победата која што беше добиена од Архаед Ашам беше интересна и одлучувачка. Сметам дека не е коинциденција ваквиот пресрет на настаните и дека и Русија и Иран во моментот се зафатени со многу други прашања кои ги дискутираме денес. Русија е многу вмешана во инвазијата на Украина, а Иран дава поддршка на Хамас, Хезболах и исто така. Токму затоа, со углед дека тие го поддржува Сирија и Башар Асад, тоа беше иако вознемирувачки, тие не можеа многу да помогнат. Затоа ја видовме ова голема промена и транзиција на моќта која се случи само минатата недела. Интересно е дека лидерот Абу Мохамед Ал-Џалани кажа многу работи за кои ние веруваме дека таква група би ги изјавила ако сакаат транзиција, сакаат да имаат граѓанска влада и сакаме да го слушнеме и да го очекуваме тој. Сметаме дека ова ќе обезбеди постабилен мир во регионот. Што ќе произлезе од сето ова, за жал, тоа е само предпоставка на многу луѓе. Групите на бунтовници, HTS е една од групите.
that were part of this effort. And so koja how those bea delo will od work ovakvoto together zalaganje ultimately, kako very ќе much се in the, разреши ова hopefully the состојба best со овие interest of the групи. people Се надам дека сето тоа ќе биде во најдобрен will be интерес the на biggest deciding factor. сириските граѓани и It тоа ќе would биде be одлучувачки фактор. Our a great regret if No, there is a government that is able to be formed and нас then because it was not made за equally нас enough or did not нема have enough да proper биде позитивно representation, доколку Syria, тие in нема that добра situation made development застапеност, и ако Сирија which повторно would only be влезе во worse for војна, not кое only the што region, but I think all ќе countries. доведе до влошување на состојбата во регионот и на This соседните development земји. has also made an impact on, Но the kinds of интересно immigrants е that were accepted in дека other countries. овој потек направи промена во односот на имигрантите кои доаѓаат од други земји. Турција престана да дозволува и да ги прима бегалци од Сирија, а Турција сега се заложи за раселување на бегалците и да ги врати во Сирија повторно. Сметам дека Турција во моментот дава поддршка на 3 милиони сирици, што сметам дека е една огромна бројка. Ние може да очекуваме дека тоа ќе се направи на еден мирнодопски начин и капацитетот ова повторно да се разгори или сите овие прашања кои постојат во Блискиот Исток и дефинитивно постојат, ние сепак може да им дадеме почит и на прославите во Сирија за победата на бунтовниците и на режимот на Башар ал-Асад. Во блиска иднина ние може да заедно да прославиме победата со сирискиот народ против нивниот диктатор. Дали сметате дека вклучувањето на луѓе како што се Илон Маск и други финансиски мокни луѓе кои за многумина американци важат за авионери, ќе му даде на Трамп едно повисоко ниво во владењето? Тука мислам на идните проекти, да речеме од Вселенската програма, па се до најавените квалитетни контейнери за живење од $10,000. Дали Трамп има шанса да успее да го реализира овој наратив, додека е председател од народот и за народот? Тоа е извонредно прашање. Јас претходно веќе споменав и ќе се надоврзам на тоа дека Американскиот конгрес дека постои една многу тенка маргина каде што републиканците ќе треба да ги изнесат на маса своите предлози. Јас сигурно би рекол дека имаме доста квалитетни, интелигентни луѓе со кои веќе е обкружен председателот и дека ќе влијаат на неговата успешност, не само на остварување на целите на неговата администрација, туку исто така да обезбедат дека тоа ќе биде правично и од голема полза за сите граѓани на Соединените Американски држави. Оно што видовме дека се случи во првиот мандат на администрацијата на Трамп, дека имаше внатрешни превирања. Да дадам еден пример за ова. Во Соединените Американски држави во минатото го имавме председателот Абрахам Линколн. Тој беше познат по привлекување на тоа што тој го нарекуваше тим на ривали. Тимот на ривали
we have secretaries, which is very во much the Америка same as in е термин што се Macedonian однесува, administration. значи, And so in the United States we have на secretaries, which секретарите, create the а во cabinet of the president. Македонија ги имате And министрите, so, значи тоа се секретари што се дел од кабинетот на председателот. Председателот Линколн направи еден кабинет составен од секретари кои што беа многу разнолични во своите политички ставови и мислења. Нешто што е денес многу потешко да се постави. Значи, тој нив ги нарекуваше тимот на ривали и сметаше дека луѓето кои имаат различни политички мислења, дека ќе направат компромис, заеднички напор во корист на американскиот народ. Она што го забележавме во текот на првиот мандат на председателот Трамп беше за разлика една многу поразлична ситуација, за жал. И тоа беше една банда на ривали и фактички голема група на луѓе со кои се обкружи Трамп имаат различни мислења, меѓутоа имаат и индивидуални цели, намери, очекувања. И тоа се случи во првиот мандат и дел од неговата администрација исто. Другите луѓе со кои тој работеше има поинакви цели и се тоа може да има различен исход кога сакате да ги спроведете вашите политики. Се разбира, може да признаеме дека околу мистеријата на Илон Маска, дека тоа е еден од најиновативните поединци, особено за тоа како тој го ја креираше неговата бизнес империја, не со Тесла, ексетра. Луѓето како него навистина ќе придонесат да имаме повеќе иновативни идеи и покреативни идеи. Но, за жал, тоа нема да ги засени, барем така се надеваме, тие лични цели кои некои луѓе ги имаат, а се дел од администрацијата на Трамп. Знаем, значи, да Илон Маск подржува алуцинами. Тоа е, за жал, има прекид. Ислами, значи, кога зборуваме за господин Ислами, зборуваме за Илон Маск, тој зборува за него еден несоодветен начин. Ова веќе ни покажува како некој од луѓето во администрацијата на Трамп не се на иста бранова должина, ако има логика ова што го кажувам. Некои од членовите на администрацијата можат да бидат од голема полза, а некои можат да бидат такви што нема да дозволат тие успешни политики да профункционираат. Јас ќе ви дадам уште еден пример. Со мојата работа, конкретно, јас ја гледам на бюрократијата, на нешто што има своји кодови, свој јазик. Затоа луѓето ме ангажираат да работам со владите и со администрациите на секаде во свет, не само во САД. Дел од предизвикот е дека не многу луѓе, барем во првиот мандат на администрацијата на Трампа, имаат почитување за тоа како треба да се воспостави администрацијата, например, амбасадорот Давич и господин Ташкович и самите зборуваа колкав голем предизвик ќе биде да се креира
нови промени во рамки на нивната влада. Без да се покаже почит кон останатите и без да се има една заедничка мисија. За жал, како да го срочам ова, тој скизам, не знам дали ви е познат овој терен или би рекол една неизбалансирана состојба може да го инхибира и попречи успехот кој сака да го воспостави председателот Трамп. Значи, од една страна тоа е предност, а од друга страна може да направи голема штета. Се извинувам, но сакам да поставам уште неколку прашања, затоа што имаме уште 10 минути до крајот на оваа емисија. Дали јавното мислење, дали граѓаните се поделени за победата на господинот Трамп? За луѓето беа резигнирани во изминатите 4 години за економската ситуација, за безбедносната ситуација. Дали ќе се согласите со мене и зошто се граѓаните поделени околу победата на господинот Доналд Трамп? За жал, постојат одредени граѓани кои што се поделени околу победата на Трамп. За жал, постојат одредени луѓе кои што сметаат дека се направени измами со цел да се насочат изборите во полза на Трамп. Јас мислам дека тоа не беше многу корист никому. Истражувањата покажуваат дека на почетокот беше потребна поголема координација помеѓу државите во текот на гласањето во одредени конкретни порачња во одредени држави. Со цел, значи на некои места само целите избори беа пренасочени. Во Америка ние имаме голем број на граѓани, огромно население. А се разбира, имаме демократија во други држави како што е Индија. Меѓутоа, Америка е место преполно со разновидност и со различни народи. Во 2024 кога беше избран, некои луѓе сметаат дека тој мамел, дека неговата победа не е легитимна, а никој немаше докази за тоа. Затоа една од позитивните работи за нашиот изборен систем е дека тој е многу безбеден. Во Соединените Американски држави е многу тешко да се влијае на изборите до тој степен до кој би се промениле резултатите од председателските избори. За жал, секој пат ќе има луѓе кои што имаат разлики и имаат поделени мислења околу резултатите на било кои избори. Тоа гледаме дека се случува во други земји исто така. Изборите во Грузија, например. Да, Грузија, државата Грузија, не Џорџија, американската држава. Уште едно прашање, кое навистина сакам да ви го поставам. Поголем број медиуми, аналитичари реагираат на тоа дека Џорџ Бајден, значи, му даваат, значи, отстапки за синот на Џорџ Бајден. И ние имаме една слична ситуација во Македонија. Значи, имаме председател, а
Имаме луѓе кои се невини, а се наоѓаат во затвор затоа што претходниот премиер, господин Зоран Заев, како што аналитичарите велат, еден предизвика еден судски процес и доведе луѓето да служат затворски казни од 300 години. Што би кажале за овој двоен стандард? Дали може да се организира некој процес? Имавме процес спорот со Грција и Македонија, во исто време имаме сега ситуација со синот на господин Џорџ Бајден, Хантер Бајден, кој што е во судски спор. Во Соединените американски држави една од најголемите надлежности е председателската кампања. Председателот може да прости одредени сојузни кривични дела и тоа е голема работа. И тоа се прави во секоја председателска администрација и тоа обично се случува на крајот од мандатот на председателот, понекој пат се случува за време или во текот на мандатот и тоа представува предност, но на крајот на председателството. Значи, секој пат има луѓе кои што ќе значи ќе прости и ќе ги амнестира и тоа е нешто што по кое председателот има удел да амнестира одредени лица кои што се осудени. Но ова амнестирање на американскиот председател има граници. Може да имате, да речете, кривично обвинение кое што е покренато од сојузната влада или од поединечни држави. Тоа може да амнестира одредени лица само со кои што се осудени по сојузните кривични закони. Го снема. Но вие не прекини ме во линијата. Да, кога зборуваме за двојниот стандард, нашиот поранешен председател, значи Ѓорѓе Иванов, кога тој амнестираше одредени политички личности, исто и така и председателот Џорџ Бајден исто така ме праша за амнестирање за одредени политички листови. Значи, што се случува кога тие се амнестираат? Се случува трагедија. Дали може само на крајот да ми одговорите? Значи, од една страна имаме дупли стандард. Значи, Џорџ Бајден, значи, тој го повргна, значи, овој кривични процес против неговиот син, во држава како Македонија, значи, не дозволува амнестирање на одредени осудени лица. Ве молам, дали може да одговорите нешто во врска со ова прашање? Да, се разбира, би го кажал следново. Мене не ми е познато и јас немам доволно сознание за советничкиот тим на председателот и не можам точно да ве кажам зашто сакаше да го направи тоа. Но постојат многу контрадикторни елементи, со лидерите на Соединените американски држави, за жал, тоа е нешто со кое сите мора да се справиме.
there is this concept, Во are you меѓународните familiar with односи this word има еден концепт called, кој што real се politics? нарекува реална Thank политика. you so much in joining us tonight. Благодарам многу Before што your ни се Christmas, I приклучивте. can say Merry Christmas. Значи пред Strong health to you, to your family, for all of my Божикните friends празници ви посакувам многу and many other. среќа и успех, поздрави до господинот Ташковиќ и на сите наши пријатели во Америка. Се надевам дека ќе продолжиме следната година и дека ќе се сретнеме повторно на почетокот на годината. Мислам дека ќе уживате во една посебно издание која јас го подготвив. Што можам да дополнам? Значи, за 2 недели ние исто така ќе го прославиме нашиот православен Божик. Благодарам уште еднаш, Арон. Благодарам, господине Томич. Секој пат ми е задоволство да бидам со вас и сакам да посакам на вашите гледачи еден безбеден и прекрасен Божик и да се заблагодарам на амбасадорот Зоран Дабич, овде кај нас, како и на министерот Григор Ташковиќ. Благодарам уште еднаш, господине Томич. Значи, очекувам да се видиме повторно и среќен Божик. За мене задоволство вам исто така чест и задоволство што вечерва го имавме ексклузивно господинот Арон Бергер од Лос Анџелес. Слушнавте се што кажа и благодарам на госпоđа Оливија Димова за прекрасниот симултан превод и благодарам на моите прекрасни соработници Иван Алексовска, Огњен Димовски, мојот главен продуцент Кристина Томич и дизајнер на овој проект. Бите живи и здрави. Се гледаме во нашата недавна доза Гласот на народот. Ете, тоа е се народе. Пријатна вечер.